Отворен судир влада председател за недоволната количина вакцини против COVID-19 и масовната вакцинација на македонски граѓани во Србија. Заев застана на страна на Филипче по вчерашната преписка на министерот за здравство со шефот на државата Пендаровски. Премиерот ставот на Пендаровски го оцени како напад кој според него бил несоодветен. За одговорот на Филипче Заев бил информиран. Ставот бил изграден по заедничка координација. За мене е прво слобода. И тоа што се случува меѓу председателот и министерот е слобода. Нормално кога министер од мојата влада реагира, јас знам за тоа. И не би требало да правам огради или слично, јас знам за тоа, министерот ме консултираше. Но нападот е навистина несоодветен. Јас го почитувам председателот многу, имаме одлична соработка, но знаете како не ни е лесно на никој. Прашањето кој што правиме во сите овие моменти да час поскоро најдеме вакцини, ги донесеме, имунизацијата се спроведе и слично. Наспроти ваквиот став, Заев пред неколку дена изјави дека вакцинирањето во Србија му предизвикало непријатни чувства. Председателот Пендаровски по седницата на Советот за безбедност изјави дека тоа е срам за Македонија. Државата на незините граѓани треба да има возможи вакцинација дома, рече Пендаровски. Сликите кои ги гледавме изминатиот викенд во соседна Србија, тоа најдобро го илустрираат. Такви слики едноставно не смеат да се повторат. Благодарност за Србија се разбира, но тоа беше срам за државата наша. Филипче возврати дека е изненаден од ставот на председателот. Според министерот за здравство изостанала поддршката од Пендаровски во набавка на вакцините. Пендаровски пак возврати истакнувајќи дека првичните контакти со производителите на вакцини оделе токму преку него. Од друга страна, новинарот Бранко Геровски на Фејсбук го прозва Филипче за вакцинација во шатори на Табановце која требало да ја спроведе Србија. Геровски прашува дали ова се случило во јануари или февруари, а Филипче тогаш ја одбил понудата на неговиот српски колега.